Ве поздравувам, драги браќа и сестри, ви посакувам Божи благослов. На брат Михаил му посакувам порано да влегува овдека кога ќе доаѓа, за да има проповед. Инаку денес продолжуваме со Божијата слава, за која што говоревме мејатата сабота. Прочитавме повеќе стихови и застанавме во, односно последен пат го прочитав текстот од Езекијел 1 глава, па бидејќи тој е, барем на мене, од секојаш ми бил еден многу славен опис на Божјата слава, онака како што ја видел пророкот, би сакал да го прочитам уште еднаш. Да отвориме, значи, во книгата на пророкот Езекијел, прва глава, ќе читаме од 26 стих. Над сводот, над главите на оние 4 суштества, имаше нешто слично на престол, како да беше од каменот сафир. А на престолот од озгора нешто слично на човек. Забележите, пророкот не вели видов престол и на него седеше еден човек, туку нешто слично на престол, а на него од озгора нешто слично на човек. Зошто не вели човек? Затоа што тој, што седи на престолот, не е човек. Но зошто вели дека е сличен на човек? Затоа што човекот е создаден според неговиот лик. Значи, он е оригиналот. Ние сме копиите, ние сме сликите. Ние сме иконите негови. Он е оригиналот. Човекот е создаден според неговиот лик. Понатаму читаме: и видов потоа нешто усвитено како бронза. Сте виделе вакво нешто? Ние денес во нашата цивилизација единствено сме обкружени со екрани. Може би не сме имале лично искуство со некои професии кои што денес кој знае и дали постојат воопшто. Меѓутоа, веруваме дека имаме представа за тоа што или како би изгледало нешто што пророкот вака го опишува со овие зборови. Може да се побори на интернет да се гледаат некои работи, ако навистина сме го загубиле тој поим. А внатре во него наоколу оган, од бедрата угоре, а од бедрата удолу видов нешто слично на оган, а околу него имаше светлина. Значи, забележите тука како стои описот. Пророкот гледа оган. Нешто слично како и изјавата на апостол Павле во Евреите 12 глава 29 стих. Зашто нашиот Господ Бог е оган кој што изгорува. А околу него имаше светлина. Значи, правете разлика помеѓу огнот и светлината. Светлината е како надворешниот сјај. Тој исто, например, како го гледаме сонцето. Сонцето представува джиновски термонуклеарен реактор, нешто што луѓето не можат да го изградат на земјата. Не можат затоа што луѓето не можат да изградат никаков апарат, никаква машина на земјата, никаков реактор, генератор, било што, кој што ќе може да биде загреан на милиони степени температура. Не може. Само Господ можел да изгради таков реактор. Тоа се милиардите звезди и нашето сонце, како многу мало во споредба со останатите. Меѓутоа, кога ние го гледаме сонцето, ние гледаме само неговата надворешност, односно неговиот надворешен сјај.
таа надворешна светлина, што допира до нашите очи, бидејќи неговата внатрешност не ја гледаме. Вистинскиот оган, тие милиони степени ние не ги гледаме, ниту можеме да ги видиме. Ниту нашите очи би продолжили да постојат, ако тоа го видиме. Значи, ние ја гледаме само надворешната светлина, надворешниот сјај, кој што потекнува, како што не учи физиката, од површинскиот слој на Сонцето, кој што е загреан на само 8000 степени. Само таков извор на светлина, загреан на 8000 степени, може да ја произведе онаа фреквенција на светлината, жолто-зелената, која што е најпријатна за човековото око. Но оној вистински пекол што е позади, тие милиони степени, тој оган, ние не го гледаме. Се разбира, еко за нас и хилјадници степени се нешто многу жешко, сепак тоа е нешто свежо во споредба на оно што е позади. И сега кога станува збор за Сонцето, кое што е само едно мало создание во споредба на огромните звезди кои што истиот Создател ги направил, тогаш како изгледа славата на самиот Создател? Што мислите? Ова е надворешна светлина, овој надворешен сјај, пророкот го опишал во 28 стих со овие зборови, како што изгледа виножитото во облаците во дождовен ден. Таква беше таа светлина наоколу. Замислите. Елена Вајд вели дека над Божиот престол сјае виножито. И сето ова, во првиот стих од 2 глава, пророкот го нарекува вака: такво беше видението на сјајот од подобието на славата Господова. Некои преводи велат тоа беше вистинската слава Господова. Мислам дека Даничич така гласи во српскиот превод. Навистина прекрасно. Јас би сакал во контекст на ова што го прочитавме, да прочитаме еден мал познат текст од рани списи, 43-та страница во македонскиот превод, каде што младата Елена Хармон уште не била мажена кога, значи како девојка ја примила оваа визија, ни дава ваков еден опис. Видов престол на кој што седеа Отецот и Синот. Го наблюдував Исусовото лице и се восхитував на неговата чудесна појава. Се разбира, ликот на било кој од денешни артисти кои што го глумат не е ништо во споредба со оригиналот. До Отецот не можев да допрам со погледот, затоа што го засолнуваше облак на светлина и слава. Значи, внимавајте сега, како и во визијата на Езекијел, и според зборовите на апостол Павле, нашиот Господ Бог е оган кој што изгорува, тој оган не се гледа. Се гледа само на дворешната светлина, која што го обвиткува. Го запрашав Исуса дали и надворешноста на Отецот е слична како неговата. Тој одговори дека е иста. Меѓутоа, јас не можам да ја видам. Кога би ја видела славата на неговото лице, вели Исус, ти не би можела да останеш жива. Овие Христови зборови тука не се точно преведени. Ако споредите со англискиот оригинал, Исус не вели, ти не би можела да останеш жива. Туку знаете што вели?
кога би ја видела славата на неговото лице, ти би престанала да постоиш. Ова е огромна разлика од губење на живот. Живот можете да изгубите и ако се допрате до трансформатор, или ако ве изгори малку повеќе сонцето, тоа не е ништо. Меѓутоа, да се види славата на Отецот, нешто што само Исус го знае од внатре, како тоа изгледа, за создадените суштества значи крај на нивното постоење. Да умреш и да престанеш да постоиш се две различни работи, драстично различни работи. Мртвите се мртви, меѓутоа тие не се некои што не постојат. Господ ќе ги воскресне. Меѓутоа, кога некој не постои, или ќе престане да постои? Како нема никаде. Кога Божиот оган, тој Божи оган, кој што падна од горе, од Бога, од небото, вели Јован во Откровението, и ги проголта сите во огненото езеро, ќе направи да бидат уништени сите непокајани грешници. Значи, тоа ќе биде втората смрт, тотално уништување, престанок на постоењето, како никогаш да не биле. Тоа само Господ може да го направи. Како што самиот Исус рекол, не плашете се од оние кои што може да го убијат само телото, значи да ви го одземат овој живот, односно да ве умрат, но не може да ви ја погубат душата, односно не може да направат да не постоите. Тоа само Бог го може. Само Бог може да уништи, само Он може да создаде. Но да побрзаме ние, бидејќи денес треба темата да ја завршиме со духовниот аспект на Божјата слава, а не толку со надворешните карактеристики. Сепак ќе прочитам уште еден текст од Новиот Завет, од оние што не ги читавме минатата сабота. Ќе отворим прво во Матеј 17 глава. Евангелие по Матеј 17 глава. Почнем да читам од првиот стих. А по 6 дни Исус ги зеде со себе Петар, Јаков и брат му Јован и ги изведе на висока гора сами. И сега Библијата, која што е концизна во своите извештаи, едноставно вели и се преобрази пред нив. Всушност, Елена Вајт објаснува дека целата таа претходна ноќ Исус се молел за да се случи ова. Со други зборови, барал дозвола од Отецот за да се преобрази. На кој начин Исус се преобразил? Еве да го прочитаме описот. И лицето негово светна како сонце, а лиштата му станаа бели како светлина. На кој начин Исус се преобразил? Шо мислите? Нели Исус ја зел нашата грешна, падната човечка природа? Нели Исус станал човек како и ние? Како тоа се преобразил? Што било тоа внатре во него, што можело така да светне и да блесне? Божествената природа, неговото божество. Сепак, за да може Исус да го употреби своето божество, својата божествена моќ, за да го направи и ова,
тој барал дозвола од Отецот. Што ни кажува дека никогаш ништо, дури и за работите што може сам да ги направи, затоа што самиот е Бог, значи не е од неможење, тој барал дозвола од Отецот. Каква била реакцијата на учениците кога го видоа сето тоа? Тогаш Петар, значи откако се јавиле и Мојсей и Илија, разговарајќи со Исуса, тогаш Петар му одговори на Исус и рече: Господи, добро ни е да бидеме овде. Ако сакаш да направам тука 3 колиби, една за тебе, една за Мојсей и една за Илија. 3 сеници. Што ви кажуваат овие зборови? Зошто Петар вака реагирал? Замислите, него му било добро и он би бил среќен, не до крајот на животот, туку цела вечност да ја помине таму, на таа гора, во друштво со Исуса, Мојсей, Илија и се разбира останатите 20 ученици, и повеќе ништо не го интересирало. Ништо случува во светот таму долу, под гората, ништо е со нивните најблиски семејства, жени, деца, пријатели, роднини, родители, ништо не му било толку интересно. Сето тоа изгубило вредност, сакал да остане со Исуса, затоа што ја видел неговата слава. И не само тоа, го слушнале и гласот на Отецот, бидејќи додека уште говореше Петар, ги засени светол облак и се чу глас од облакот кој велеше: Ово е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја, него послушајте го. Исто како и при крштевањето на реката Јордан. Сега, која е реакцијата на учениците кога го слушна гласот на Отецот? И кога го чуе тоа, учениците паднаа ничкум и многу се уплашија. Од што се уплашија? Што мислите, зашто не се исплашиле од Христовата слава, кога се преобразил, а се исплашиле од гласот на Отецот? Можеме ли сега да се го опишеме стравот кој што го чувствувале начело со Мојсей и сите други израелци кога Божиот глас ги изговорал 10 заповеди? Низ грмотевици од Синај. Божиот глас е страшен. Божијата слава е страшна. Од тука заклучуваме дека кога Исус се преобразил, тој блеснал во една светлина, но таа светлина била пријатна за човековите очи. Од тука заклучуваме дека кога Исус ја зел нашата падната смртна човечка природа, тој со неја само ја покрил својата божествена слава. Но Исус, штом се приближи, се допре до нив и им рече: станете и не плашете се. А тие кога ги подигнаа очите, не видоа никој друг освен Исус. Дали забележувате, што би се случило кога не би имале посредник помеѓу нас и Отецот? Кога не би бил Исус, како овде во случајот, неговите најблиски ученици, Петар, Јаков и Јован се неговите најблиски ученици. Што значи тие биле интимно, да не речам најверни, меѓутоа тие биле најблиски до Исуса. Кога тие се исплашиле од гласот на Отецот, значи само од звук, и кога само заради тој глас би погинале, да не беше Исус, што би било кога не би постоел Исус како посредник воопшто? Дали би можеле ние без Него да живееме со Бога? Никако.
Зошто Исус им заповеда и рече: никому не кажувајте што видовте додека Синот човечки не воскресне од мртвите? 9 стих. Ова имајте како голема врска со Божијата слава. Никому не кажувајте што видовте додека Синот човечки не воскресне од мртвите. Ајде да се подсетиме на еден друг стих, кога говоревме за крштевањето. Јован 7 глава. Не можеме да го избегнеме Јован. Дури ни сабота са бајле. Јован, сведокот на ова Христово преображение, кога многу децении подоцна го пишувал своето Евангелие како епископ на Ефеската црква, дури после прогонството на Патмос, значи и после откровението, 37 стих. А во последниот голем ден од празникот, Сеници, се мисли, застана Исус и извика со висок глас, велејќи: кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. И кој верува во мене, од неговата утроба, како што е речено во писмото, ќе потечат реки од жива вода. И сега коментарот на апостол Јован. А ова го рече за духот, кого што ќе го примат оние кои веруваат во него. Зашто Светиот Дух уште не им беше даден. А зошто? Бидејќи Исус уште не беше прославен. Светиот Дух требаше да биде даден после Христовото воскресение. И затоа Исус им рекол на учениците: не зборувајте за ова, се додека Синот човечки не воскресне од мртвите. А зошто? Зошто тоа битно? Што би се случило ако учениците трубеа на секаде што виделе на гората Тавор пред Христовата смрт? Што би се случило? Што мислите? Зошто не требало тоа да го трубат тогаш? Ние знаеме дека се случил таков настан, Христовото преображение, затоа што тие ученици ни кажаа. Тие го евангелизираа светот и тие сведочеа што се случувало кога Исус бил на земјата. Да не ни кажаа никогаш, немаше да знаеме дека се случиле вакви работи. Но зашто не требало да кажуваат пред Христовата смрт? Додека размислувате за ова, ќе отвориме еден друг текст. Се сеќавате на Павловите зборови, што ги читавме во 2 Коринтијаните 3:18. Да ги прочитаме уште еднаш. Рековме дека новиот завет, за разлика од стариот, представува такво искуство на верниците, каде што тие, за разлика од евреите, можат со отворено лице да ја посматраат Божјата слава. Затоа и не постои завеса после Христовата смрт. Таа завеса била скината, за да се каже дека сега имаме директен пристап кон Отецот. Сега нашиот првосвещеник во небесното светилиште не е некој како еврејскиот, кој што треба да биде цела година одвоен од Отецот, бидејќи како грешник не може да ја поднесе Божјата слава. А тогаш кога Божјата слава, има и такви случаеви во Стариот Завет, кога Божјата слава ќе го исполнила целото светилиште, значи дури и првото одделение, тогаш престанувала службата на свештениците, морале сите да излезат надвор, бидејќи не може да ја поднесат Божјата слава. Нашиот новозаветен првосвещеник е некој кој што пред самото Божие лице се застапува за нас, вели Павле во Евреите, и ние самите преку него имаме пристап зад завесата, односно директно кон престолот на благодатта. Со други зборови, апостол Павле тоа го опишал на следниот начин. Ние пак со отворено лице, или со откриено лице, како во огледало, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик, од слава во слава, како од Духот Господов.
Сега, зашто е споменат Духот Господов? Оне кој што на учениците се уште не им беше даден, додека Исус се уште не беше прославен. До Христовото воскресение Духот не беше даден. А отпосле апостол Павле пишува дека од тој Дух доаѓа или произлегува што? Нашето преобразување од слава во слава. Често пати сте ги слушале зборовите кои што одекнувале од многу адвентистички катедри. Зборовите на првиот ангел. Бојте се од Бога и подајте му слава. И сега може би ви текнува како се толкувале зборовите подајте му слава. Се разбира, ние не треба да му даваме слава на Бога затоа што него му фали некоја слава. Или му не достига нешто за да биде славен. Туку се работи за едно друго искуство. Да отвориме во прво послание до Коринтијаните. Прво послание до Коринтијаните. 12 глава. Истата глава која што зборува за духовните дарови. Пред да премине на духовните дарови, видите каков вовет дава самиот апостол. Прво вели, а за духовните дарови не сакам, браќа, да не знаете. Што да не знаете? Знаете дека кога бевте незнабожци, се влечевте кај немите идоли. Кај глувонемите божества. Како да ве водеа. Има фајде од таква религија? Меѓутоа, има ли фајде од било какви идоли? Дори и оние кои што не се глувонеми. Како споменатата од минатата сабота, како се викаш? Синди Крафорд. Она што не личала на себе си, кога ќе стане од кревет и ќе се погледне на огледало. Потом речено, беше споменато и тоа, ако не се лажам, и по библиската полука која брат Борче служеше, кога стануваме наутро, и бидејќи сите личиме на вампири, нели, кога ќе станеме, не само Синди Крафорд, сите ние во својата вистинска представа сме како Адам и Ева после падот во греф. Никој и ништо. Значи, не треба да останеме такви. Ниту можеме, ниту сакаме. Не би излегле такви. Меѓутоа, како и сите луѓе, бараме слава. Значи, бараме да ја покриеме таа голотија, или таа грдотија, ако сакате. Но прашањето беше, чија слава ја бараме во тој случај? Самиот апостол што напишал во посланието до Римјаните? 2 глава беше. Апостол Павле зборува за луѓето кои што и ги пофалува сите оние кои што во 7 стих вели живот вечен на оние кои со трпение во добрите дела се стремат кон слава, чест и нераспадливост.
Дали е нешто погрешно да се стремите кон слава? Да сакате слава? Не. Меѓутоа, прашањето е чија слава? Апостол Павле ги пофалува оние, Римејаните 2.7, кои што со трпение во добрите дела се стремат кон слава. Што значи, кон каква и чија слава се стремат? Се стремат кон Божијата слава. Според тоа, без оглед дали се работи за надворешниот изглед или за внатрешниот карактер, ако го имаме Светиот Дух, тој ќе прави да сакаме да стремиме кон Божијата слава. Ако го немаме Светиот Дух, а не сакаме да сме вампири, грди и никакви, тогаш ние исто така ќе сакаме слава, меѓутоа тоа нема да биде Божијата слава. Ќе сакаме нашата човечка, распадлива. Затоа апостолот кон славата, кон која што се стремат оние што ќе добијат живот вечен, додава чест и нераспадливост. Зошто? Затоа што славата, распадливата слава на идолите на овој свет не е врзана со чест, туку е врзана со срам. Како Македонија некој станал педер за да се прослави. Врзана е Божјата слава со чест и со нераспадливост, а човечката слава и славните во овој свет се врзани со срам и со распадливост. Значи, вампирлакот не им бега никако. Гробот не им бега никако. И кога сме веќе тука, сега ми текна дека треба да направам една корекција во однос на минатата сабота. Брат Борче ме коригираше за нешто што изјавив минатата сабота. Имено изјавив дека славните личности од овој свет, кои ќе се разбудат на сабајле и се додаде Борче се погледат на огледало, личат на вампири. Корекцијата треба да биде следната. Тие не се будат на сабајле. Тие на сабајле одат во кревет. Затоа што живеат цела ноќ и наутро одат во кревет пред изгресонце. Дали знаете некои суштества, не мора да се вистински, кои што се активни преку ноќ, а пред изгресонце легнуваат во кревет, тие се викаат вампири. Каков живот сакаме? Да се вратиме на 1 Коринтијаните 12 глава. Затоа ви давам на знаење дека никој кој зборува преку Божиот дух не вели проклет да е Исус. И никој не може да каже Исус е Господ, освен преку Светиот Дух. Сега ќе ви текне на Јеховините сведоци, нели? Јеховините сведоци не може да кажат Исус е Господ, а Господ е Кириос, а Кириос е Адонај, а Адонај е заменка за ЙХВХ, затоа што го немаат Светиот Дух. Меѓутоа, Светиот Дух не е потребен само за да се признае тој факт дека Исус е Господ со зборови или со уста. Светиот Дух, ако го имаме, ќе направи со целиот наш живот, со секоја мисла и дело, да сведочиме дека Исус е Господ. И уште еден стих за денес. Повторно 1 Коринтијаните, но ќе се вратиме на 6 глава. (18, 19 и 20 стих). Бегајте од блудството.
Секој греф што го прави човекот е надвор од телото, а блудникот греши против своето тело. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој живее во вас и ни е даден од Бога, и дека не припаѓате само на себе? Зашто скапо сте платени. Животот на единородниот Божји Син беше таа цена. Затоа прославете го Бога во своите тела и во своите души, кои што се Божји. Слично како на првата ангелска вест, подајте му слава. Се разбира, овие зборови се само применливи на здравствена реформа. Меѓутоа, главното толкување им беше во контекст на блудството. Во тој контекст ги спомена апостол Павле овие зборови. Како што рече братот Јанош Ковач, вегетаријанците не горат полесно во пеколот. Што значи, ако го немаме Светиот Дух, кој што од внатре ќе не преобрази во оваа Христова слава, па да можеме и од надвор да ја посматраме таа слава без завези, превези и да живееме во Божјето царство, тогаш ние може да постигнеме добро здравие со здравствената реформа. Меѓутоа ќе ја загубиме нашата душа. Бидејќи Римјаните 14:17, Царството Божие не е јадење и пиење, туку радост, мир и праведност во духот, вели апостол Павле. Ако пак го имаме духот, тоа ќе го цениме нашето тело, не само заради блудство, туку и за неговото здравје, но со духот ќе биде прославена и нашата душа. Господ сакал Израел да биде и здрав телесно, и најсилен, и најпаметен од сите народи. И ќе забележи дека израелците тоа го постигнале во голема мера до ден денес, бидејќи тајната служба Мосад на своите состаноци се служи со овошни сокови, наместо со алкохол, како што прават во ЦИА или во ФСБ и сите оние што се под неа по квалитет и способност. Но без Светиот Дух, без славата на Новиот Завет, што постигнаа израелците? Не постигнаа ништо. Мора да војуваат за да обстојат како нација, а 2000 години пред тоа не ни постоеле како нација, како држава, значи. Дали ќе постоиме и ние, како поединци, бидејќи црквата ќе постои секако? Како што рекол Свети Јован Златоуст, полесно е да го изгасне некој сонцето, отколку да ја уништи црквата, Христовото тело. Бог секојаш ќе има верен народ. Дури и сите ние да отпаднеме, Бог секојаш ќе има верен народ, верен остаток. Но за да обстанеме ние како поединци, доволна ни е Господовата благодат, Господовата слава, се тоа едните исти зборови кои што го опишуваат Светиот Дух во нашиот живот и во нашето срце. Нему нека му е фала и слава вечно. Амин.